вечер, драги гледачи, и добре дојдовте во првото видео од 2026 година. Поради технички причини јас не можев да направам видеа, но сега во 2026 година ќе има повеќе видеа на мојот свет, со ново интро, во нови сили, со нови победи. Ова видео го правам по иницијатива и по идеја и по инспирација со непосреден разговор на Вибер со една моја бивша особа која што сум бил, и ми кажа една работа која што едноставно ме дирна така во душата, дека ќе прави куќа за луѓе кои што немаат дом, кои што се социјално ранливи. Идејата мене ми беше за во мојот град, овде во Битола, да се направат места каде што ќе сите бездомници ќе бидат сместени и ќе имаат каков таков дом, со помош на фотоволтаици, за да не плаќаат струја, да не бидат исклучени од струјата. Може да се реализира тоа, затоа што има премногу куќи во Битола кои што се на забот на времето и кои што едноставно немаат ни имотен лист, ни сопственици, едноставно може да ги откупи самата општина и да ги направи со некое какво такво пристојно живеалиште овде во Битола и да имат каде да престојуваат тие луѓе. Јас таа идеја ја имав уште од многу одамна, заради тоа што гледав многу луѓе кои што едноставно немаат кај да живеат, спијат по трговски центри, по улици, по клупи, по влезови, некои дури затоа што нема каде и здравствено може би се толку слаби, се дрзнуваат да спијат и по машини во казина, кои што понатаму се бркани едноставно и немаат кај да спијат. Се прибираат, сега последно гледав во куќа една и во касарната каде што беа порано магацините, таму се прибираат, таму немаат ни струја ни вода, едноставно е ладно, дува од сите страни, но тоа е тоа, животот и нема кај да живеат и таму престојуваат. И ете еден апел, една молба до сите надлежни во Битола, до сите хумани луѓе кои што можат да помогнат да се реализира оваа идеја. Некако да се направат куќите, тие кои што се веќе распаднати, да се подреновират, да се направат некои какви такви услови, да се донесе вода и да се донесат фотоволтаици, едноставно да луѓето имаат непрекинат ток на струја и на вода, основните услови, и едноставно да имаат пристоен живот како и сите други, затоа што и тие заслужуваат, нели? Многу има куќи кои што се на забот на времето, кои што представуваат непосредна опасност по животот на луѓето и здравието исто така. Една од нив куќа е која што веќе две куќи кои што се распаѓаат на почетокот на бајрот во Битола за Дуредот. Едноставно тие куќи паѓа малтер, паѓа секаква граѓа, секаков градежен материјал кој што може да биде опасен по луѓето.
Таму врви и мојата ќерка за на училиште, нели? Ние се пазиме екстра да не дојде до таква работа, но едноставно тоа нема решение, не може да се реши тој проблем со таа куќа. Единственото решение е да ја откупи општината и да направи дом за бездомници и луѓе кои што немаат дом. Затоа што 99,9% луѓето во Битола немаат дом, нивен собствен, живеат под кири, плаќаат скапи кири и некој и 90% не можат да ги издржат тие цени и тие кири што ги плаќаат, иако се многу мали. Значи, овој разговор едноставно ме емоционира, така да речам, заради тоа што секој може да се најде во таква ситуација, да пита на улица, да не биде згрижен, едноставно општеството такво е, особено во Македонија. Никој не е заштитен и никој нема едноставно сигурност во нивниот живот. Јас премногу сакам сите луѓе да бидат среќни и задоволни, да имат убав живот, но ова општество е едноставно такво. Попрво ќе те казни и ќе те омаловажи, ќе те деградира, отколку да ти помогне и да те види на убава разина, односно ниво, на убаво ниво. Толку за ова идеја што ја имам. Понатаму ќе има и подкаст, ќе бидат повикувани и луѓе кои што јас лично ги познавам, кои што непосредно се дел од мојот живот, кои што се заслужни за ова општество, без разлика дали се работи за музика, театарска уметност, филмска уметност, спорт, политика, општествени активности и така натаму и така натаму. Луѓе кои што премногу допринеле за ова општество, но едноставно такво е општеството, останале некако како во сенка на се, едноставно било фрлено сенка врз нив, исто како и спрема мене, и јас не сум нешто подолу или повеќе од тие луѓе, едноставно тие биле дел од ова општество, направиле, допринеле некој дел од нивниот живот, од нивното творештво, од нивните заслуги за креирање на овој град, на оваа држава, на Балканот, едноставно, затоа што на светот, затоа што едноставно некои се и светски, нашија светски, затоа што сега во доба на интернет, сега се брзо патува, сега сите можеме да разбериме разни информации за сите, едноставно и нашите дела можат да се видат, да се чуе нашата музика, да се видат нашите дела. И тоа е мојата замисла за сето тоа што го планирам да се случи во понатаму во 2026. Подкастот ќе се вика Кај мене дома. Ќе се снима кај мене дома, нема вака да се снима надвор. Јас надвор го снимам
на разни места затоа што едноставно сакам да се почувствува тоа место, тој град како е, што е, и едноставно сакам да доловам и со звук и со се што се случува овде во моето окружување, затоа што се има поента. Не е заради тоа што дома не сакам мојот дом да биде снимен, но премногу лесно е дома да се снима затоа што едноставно само една поента кажуваш, а со надворешно снимање, со ова моја идеја, можам да фатам се што се случува околу мене. Толку од ова прво видео, се надевам дека ќе ме гледате и понатаму, ќе ме слушате. Има многу работи кои што треба да ги кажам, кои што не останале недокажани, и во врска со сите ситуации кои што се десиле во 2025-2024 уназад. Ќе направам една хронологија која што ќе биде поинаква од сите други и едноставно ќе биде поискрена и пореална и со поента. Едноставно нема да биде како другите видеа кои што ги прават другите луѓе, кои што едноставно се притиснати да кажуваат така. Јас не сум притиснат од никого. Јас не се плашам од никого, не се плашам од ништо. Едноставно ќе кажам тоа што било, со докази, со аргументи кои што ги имам во моите телефони. Имам 3 телефони дома кои што се преполни со докази, и од самите телефони можам да ви докажам и разговори, и закани, и уцени кои што биле упатени на моја адреса. Но јас не сум се уплашила воопшто, затоа што не се плашам од ништо. Едноставно се плашам дека овој народ никогаш нема да се свести и дека никогаш нема да си признае сам на себе дека е слабак и дека треба да биде појак и дека треба да биде посвесен за нив себе си, па потоа за самото окружување во кое што се. Ете така, за моите идеи кои што ги имам, ќе ви кажувам во други видеа. Овие се предвидени да бидат така малку пократки видеа, до кај 30 минути, да не бидат повеќе од 40 минути, затоа што се овие кратки видеа во кои што јас кажувам се и како е и шо било и како било. А за ова идеја едноставно, ова можам да кажам дека е како едно вонредно видео и инспирација која што ми била дадена и која што едноставно ми ја стопли мојата душа, иако е надвор премногу ладно овде во Битола. Особено овој горниот дел каде што се наоѓам јас. Ова видео едноставно ми е како еден вид на топлина која што ја прими во мојата душа. Едноставно бравос за таа идеја, бравос за таа одлука и бравос за сето тоа што ќе биде направено за тие луѓе да не страдат, да не патат, затоа што секој заслужува да има каков таков малку подобар живот. Ви благодарам на сите, па се гледаме во следното видео.
Следното видео ќе биде што се случи во 2025 година и зошто толку жртви имало. Ви благодарам. Се гледаме. Пријатно.